Добре дојдовте во За или против, јас сум Љупчо Цветановски, имам чест денеска мој гостин да биде пратеникот Антонио Милошевски, поранешен министер за надворешни работи. Добре дојде. Добро вечер, благодарам и поздрав за вашите гледачи. Антонио, средбата на лидерите на Западен Балкан која што се одржа во Скопје, реално имаат некоја агенда до утре вечер, но главнината се случуваше и се случи веќе она што беше денеска главното, нели? Но еве, изнаслушавме пораки и од нашата страна, Марта Кос, останатите лидери од Западен Балкан. Кои се пораките на ова што се случи? Бевме центарот на Западен Балкан, според многумина, нели? Па според мене не беше случајно одбрана Македонија да биде домаќин на овој состанок, затоа што главната тема беше планот за раст на Европската комисија, рефлектиран преку реформските агенди на сите земји од регионот. И мислам дека во тој дел Македонија направи досега барем најдобри резултати, покаже една добра реформска агенда, добро структурирана, и во однос на незината реализација мислам дека сме една од земјите која што има подобар просек на реализација. И се разбира, сето ова е на некој начин признание за реформската определба на владата и искажување на еден респект кон македонската влада да биде домаќин на една ваква средба каде што Европската комисија ги презентираше следните чекори во однос на земјите членки на кандидати за членство на ЕУ. Ова е реткост онака да добиеме јавно признание дека сме најдобри во нешто, но вела дека пред фактите и боговите молчат, а овдека зборуваме за бројки. Ние сме единствена земја која што е над 75% просекот, кој што го држат сите заедно. Некој е под околу 71-2, ние сме 76-7 за разлика од останатите, сепак сме најдобри. Не е ова некое правило, ретко се случува Македонија да биде најдобра во нешто, па еве дури и во Западен Балкан. Па да, моите информации се дека Македонија е над оној просекот 75% што го спомна еврокомесарката Кос по однос на исполнување на реализација на реформската агенда. Тоа покажува дека кога на државата и на македонската влада ќе се дадат параметри кои што се мерливи и не зависат од билатерални препреки, злоупотреби на членство и слично, тогаш резултатот и исходот и оценките се високи. Ние имаме капацитет да ги стигнеме тие резултати и да ги исполниме дадените одредници. Од друга страна, кога имаме надпревар на поле каде што правилата на игра се поинакви и некој може билатерално да злоупотреби одредени теми, тогаш за жал изостанува она што сме го заслужиле, како што е 20 години назад заслуженото започнување на преговорите за членство со Европската унија, претходно заради блокадата од страна на Грција, потоа француското вето, па од тогаш наваму и бугарската блокада. Зборуваме за план за раст кој што предпочита и 6 милиарди евра за Западен Балкан, меѓу другото ние имаме пристап до 750. Она што се случи со реформската агенда и најдобрата исполнетост беше причина и први да ги добиеме парите од сите останати земји, но како што каже и Марта Косова, ќе може да се искористи до 2027-та. Во превод ќе има и нова транша. Каде се наоѓаме тука, колку ова ќе значи за нас, бидејќи дел од парите се гран, да, но поголемиот дел се сепак и кредити со најниските можни камати. Па сметам дека освен носењето на законите кои што се зацртани во реформската агенда, следниот период ќе биде период на евалуација на нивното спроведување од страна на институциите и тоа ќе биде исто поврзано со ова, би кажала, ова финансиска рамка која што стои на располагање на земјите од Западниот Балкан. Мислам дека клучна ќе биде 2026 година, како година според мене на видливи резултати од спроведувањето на превземените реформски обврски, но истовремено јас би рекол не само овие 750 милиони евра што Европската комисија ги одделува за Македонија, мислам дека имаме на располагање и нешто повеќе, затоа што до пред известно време членка на Европската унија беше Велика Британија, после Брекзит веќе не е членка, но Македонија
самостојно се склучи договор за стратешко партнерство и со Велика Британија, која што има ист таков договор за стратешко партнерство и со Европската Унија, и сметам дека искористувањето на добар дел и од тие средства, особено за капитални проекти во инфраструктурата, може да ни даде сериозен прилив од европски или условно кажано евробритански средства кои што ќе значат добра инфузија за македонските реформи и во институциите, но и за македонските реформи во создавањето на нови капитални проекти. Опасноста е доколку не се искористат парите дека 27-та ќе се вратат. Колку е ова реално опасно, бидејќи имавме искуство такво, особено минативе 7 години со ИПА фондовите и европските фондови, многу често барем тогашната власт не ги исполнуваше, не ги трошеше парите стоја на располагање, тие нема проекти со кои што можеа да ги искористат, па парите остануваа, се враќаа назад. Постои ли опасност да се случи повторно тоа? Сега гледам дека капацитетот на владата и на институциите е зајакнат во тој дел и мислам дека е добра координацијата што доаѓа од Министерството за евроинтеграција и од Министерството за надворешни работи и надворешна трговија. Сметам дека и самиот потек што владата го подигна на едно скалило повисоко, секторот за евроинтеграција на ниво на министерство, укажува на сериозноста што му се придава на овој процес, но на крајот сепак ќе зависи и од многу други чинители, не само од владини, туку од многу други гранкови институции кои што се по вертикала или хоризонтала поврзани со извршната власт, па и со локалните самоуправи, колку секој од тие институции има капацитет да ги искористи средствата за проекти. Бидејќи владата има проекти, имаме и добра реформска агенда, но на крајот од кришчата ви требаат и човечки ресурси и ресурси во самите институции за да може да ги имплементираат овие заеднички проекти. Јас се надевам дека ќе успееме да искористиме што е поголем број на средства од овие кои што се нудат и од страна на Европската комисија и од страна на Велика Британија. Централна фигура беше сепак еврокомесарката за проширување Марта Кос, која што деноје имаше неколку изваѓања во ведниот, но и денешната пресконференција. Како би ги протолкувал незините пораки кои ги слушнав? Па прво, по однос на содржината на реформската агенда, сметам дека имаше добра оценка, мериторна е таа, мерлива е, дека Македонија има направено најдобри резултати во регионот, споредено со другите земји од соседството. А вториот дел, оној дел на споредбата, веројатно некој незин обид да биде саркастична или да шармира или да релативизира, не знам што беше вистинската намера кога зборуваше за македонскиот идентитет и опасноста истиот е предизвикан или од негирање од страна на Бугарија. Мислам дека тука беше прилично несмасна. Дали некој има дадено погрешен совет или па можеби самото бирократизирање во Брисел ја создава таа дистанца кон состојбите во земјата домаќин каде што се наоѓате, не знам што е вистинската причина, но добра беше репликата од страна на премиерот, за да бидат работите појасни. Во ред, никој нема против туристички, кулинарски и какви да се други знаменитости и убави страни на Македонија, но сепак нашиот идентитет се и Хераклеја, и Стоби, и Кочо Рацин, и Гоце Делчев, и многу други херои, културни, револуционерни и природбеници. И затоа сметаме дека овој предизвик што го прави Бугарија во самата Европска Унија, особено во Европскиот парламент, навистина нема ништо допирно со европските вредности за кои што сите сметаме дека се еден добар демократски стандард. Сепак, она што се случуваше во Европскиот парламент, ќе се вратиме на денешницата и на средбата на лидерите. Како го виде овој чин, првата брана, Комитетот за надворешни, го поминавме. Што очекуваш натаму? Но еве, тогаш мислам, она што е јасно, што се покажа јасно дека Бугарија токму со она придавка модерен, современ или каков и да е, небулозна, ги покажа своите вистински намери и не случајно денеска премиерот и укажа на Марта Кос дека овие револуционери што ги спомена се тие, но бугарите имаат проблем со нив, односно имаат проблем со нас, така што приказката е многу по комплицирана. Однесувањето на бугарските парламентарци во Европскиот парламент не е изненадување за оние кои што ја следат
официјална Софија во последните 10 години во незиниот однос кон Македонија, но можеби е добро отрезнување за одредени лековерни македонски политичари кои што создаваат илузија дека Бугарија не бара ништо многу, освен едно мало коригирање на Уставот. Однесувањето на бугарските европарламентарци е доказ за спротивното, дека менувањето на Уставот за Бугарија или барем за мнозинството политичари во официјална Софија е само отварање на вратата низ која тие имаат намера да протнат уште десетина такви Пандорината тешки кутија барања. во превод, така. И затоа сметам дека каков и да биде исходот, конечниот, во Европскиот парламент, тоа што се случуваше во Комисијата за надворешни работи на Европскиот парламент, за нас треба да биде сметано како успех. Прво, затоа што сите видовме дека Македонија кредибилно тврди дека менувањето на преамбулата не е единственото барање и единствената пречка зошто ние не ги отпочнуваме преговорите за членство или зошто кога би ги почнале не би стигнале до полноправно членство. И второ, дури да се случи во Европскиот парламент да има и пресврт и извештајот да не помене заради противењето на бугарските европартеници и дел од оние кои што ги поддржуваат, тогаш барем ќе бидеме најасно за што станува збор. Дека не станува збор за реформи во здравство, во образование, во инфраструктура, во животна средина и постигнување на копенхашки критериуми, туку станува збор за менување или одново пишување, репрограмирање на историските читанки во изминативе 150 години. Што треба да се случи за да онаа македонска опозиција сега, тогаш беше и на власт кога го прифатија францускиот предлог, иако укажувавме и ние на улица, народот се го прифатија тоа што не требаше, но што треба да се случи за да сватат дека уставните измени не се последното? Пред неполн месец министерот за надворешни работи Георг Георгиев кажа: не е ова последното нешто, има уште многу работи, појасно здравје, нели? Се појавува нивни експерт, еден од оние најизвиканите кој што претходно беше министер, вели: да, сакаме уставни измени, но тие не се заради човековите права, туку за да потоа бараме јазик, училишта, вработување на бугарите, ќе ги искористат оние 100-200 бугарски пасоши економски од македонците што возат камиони и слично. Што треба ова опозиција сегашна, тогашна власт, нели, да што треба да и се нацрта за да сватат дека ова не е патот, за да нели го добиеме конечно она што ни недостига, да не речем во текот на целата историја на постоењето на македонскиот народ, но токму 34 години ќе правиме на есен од државата, постојано истата таа партија врти онаму каде што не треба, односно не сме едногласни. Кога не сме едногласни, па никој не почитува и не се случуваат работи какви што не се случуваат, нели? Сегашната опозиција, особено СДСМ во овој контекст, треба само повеќе да ја сака Македонија и да свати дека не е политички издржано и долгорочно не води кон успех ако играте само на картата на сервилност кон некој меѓународен фактор во одреден момент. Дел од политичарите во СДСМ очигледно немајќи доволен капацитет или желба да покажат работливост, проекти, кондиција за создавање на нови вредности во Македонија, се обидуваат да играат на картата на сервилност. Ние сме тука ако треба нешто контраверзно да се потпише. Народски кажано, постојано на истата. И тие знаат дека порано или покасно од секоја влада се има рок на трајање. Секоја ново избрана влада ќе направи добри нешта, ќе направи грешки, ќе има ентузијазам, ќе има по одредено време и одредена замореност од страна можеби на дел од јавноста. Играат на таа карта дека ние сме тука секогаш кога ви треба да се потпише некој контраверзен документ кој што е на штета или е би рекол неповолен за Македонија, СДСМ е тука, но за возврат вие како меѓународна заедница да ни помогнете СДСМ да дојде на власт, бидејќи ја немаат поддршката од народот. И гледам дека и оваа гарнитура на СДСМ, иако на почетокот можеби имаше некој надежди дека малку ќе се смени, гледам дека и Венко Филипче, и господјата Чупевска, и Љубомир Фрчковски, и Андре Жерновски, сите кои што моментов се дел од раководството на СДСМ, продолжуваат да играат на таа карта.
дека порано или покасно ќе мора да се најде некој политички актер во државата кој што тие тоа го нарекуваат тоа предавство, го нарекуваат лидерство, дека ќе треба да се најде некој нов Заев, ќе треба да се најде некој нов сервилен политичар кој што ќе крене рака и ќе каже јас сум спремен да потпишам се. Впрочем, и самиот Венко Филипче за време на една негова посета во Европарламентот во Брисел изјави спремен сум да жртвувам својата политичка кариера за да ги направиме уставните промени. Прво, јас не мислам дека неговата политичка кариера е со преголем потенцијал, но во секој случај таква изјава ги подрива позициите на Македонија за кои што се бори министерот за надворешни, министерот за евроинтеграција, претседателката на државата, премиерот. Сите тие се обидуваат да изградат една заедничка, усогласена, поцврста, покоординирана позиција, каде што ќе се знае што е кредибилно и што е непреговорливо за Македонија. И во таков случај кога ви истрчува председателот на главната опозициона партија и ја спушта цената со изјави на релативизирање, тогаш ја руши позицијата и на самата држава. Колку тој пазарџиски може да го кажеме менталитет во СДСМ кој што владее со новата гарнитура се покажува со моментот на оној што ги створи, да не речам, да наликуваат на творецот. Зборуваме за Заев кој што го правеше тоа што го правеше оној ајвароносецот кој што сега е Нејмар во Дубај. Сега имаме еден Венко Филипче кој што во последниот случај вчера повторно прави пазар. Да, ние ургираме кај нашите сестрински партии за да се тргне современ и повторно се појавува. Но ние ќе треба да се откажеме најверојатно од многу вековен македонски идентитет. Повторно некој се пазари со нешто настрана што тој не може да се пазари. Немаат ни 17 пратеника, да не се лажем. Има 18, 17, реалноста е 15 надали се. И вие да нудите вакво нешто и покажувате настрана нешто што не треба да го покажете. Јас гледам дека тука има два, би рекол, политички феномени. Едниот е начинот на кој што Венко Филипче ја доби функцијата председател на СДСМ. Мислам дека ја доби прилично дарежливо на сребрена тацна, без премногу да се помачи за да стигне до таа позиција и можеби тоа го прави и по-ноншалантен во действувањето од таа страна. И второ, се уште во СДСМ веројатно немаат сватено дека голем дел од граѓаните, не викам сите, но голем дел од граѓаните на претходните избори ги казнија токму заради таквата сервилност со која што Македонија ја доведуваат во подчинета положба во последниот случај кон соседна Република Бугарија. И затоа ценам дека ако навистина СДСМ сака да ги послуша граѓаните и да биде покредибилна во тој дел, ако им е тешко да се извинат за претходните грешки, тогаш доволно е барем да не прават нови грешки и да не ја подкосуруваат позицијата која што македонската влада ја гради и се обидува од она, би рекол, ниска, нелагодна позиција во која што бевме доведени како држава на чело со Зоран Заев, со Бујар Османи, со Маричич и со Ковачевски. Сега се обидуваме да се дигнеме на 2-3 нивоа погоре. Венко Филипче барем да не ја загрозува, да не ја руши таа позиција. Подобро би било кога оди на некој меѓународен настап да каже дека мојот став е еднаков или со ставот на представниците на државата кои што имаат легитимитет. И во дипломатијата секогаш ако се обидувате да се подкусурувате со сопствените позиции, тогаш вие сте страната која што ќе биде притисната и ќе плати поскапа цена. Како гледаш токму на оваа субмисивна, посубмисивна здравје изјава? Нема да стои многу векове, значи идентитетот ни е нов, ама јазикот нема да биде модерен. Мислам, ова е баш натиго, дај ми го, ова е научено од оној кој што го постави исто како и Ковачевски. Па сметам дека Венко Филипче како председател на СДСМ веројатно се труди во еден дел да го копира стилот на однесување на Зоран Заев како претходен председател на СДСМ, кој што му го даде тој кредит да ја наследи партијата. Би било многу подобро ако Венко Филипче изгради свој политички идентитет
и расчисти или барем се огради од тие штетни политики кои што ги водеше Зоран Заев и на национално и на економско ниво, но гледам дека нема таков капацитет, за жал, и тоа ќе ни биде проблем не само во внатре политичките дебати кои што ги имаме, туку може да ни ги нарушува и позициите на меѓународен план. На страна што не му прилега, ако може да констатирам, тој е сепак професор, доктор на науки, премногу е немтур кога го кажува тоа, оној од Муртино беше насмеан барем, кога го му личеше, да не речам, нели? Но и тука таа дискрепанција има, на овој му личеше дека се знаеше зошто и како го прави. Ова е сепак требаше да биде барем еден посериозен тип на човек кој што не испаѓа, за жал, според очекувањата на многумината, нели? Па од дона што вака може неофицијално да се слушне дека сепак нивната лична близина помеѓу Венко Филипче и Зоран Заев е заснована на посериозни заеднички материјални интереси. И веројатно затоа нема некој би очекувал Венко Филипче да се оддели или да биде поинаков според своето образование и професија од Зоран Заев, споредено со неговото, да речем, образование и професија, но гледаме дека Филипче не се ни труди тоа да го направи и најверојатно тие материјални интереси доминираат како еден заеднички именител што ги држи во една кохезија. Дали присуствуваме на еден очевиден пат на нивото и на вокабуларот и на политичката култура, она што се случи меѓу Латас и градоначалникот на Струмица, нешто што беше не се случило такво. Да. Нешто досега 26 години работава, но не верувам дека и 34 години колку што постоиме како независна држава, а верувам и можеме и назад да се вратиме, некој да одговори вака на новинар, да како го толкуваш ова паника во редовите, излегуваат на површина некои работи или прво новинарите се тука да критикуваат и да пофалат, некогаш основано, некогаш неосновано. Така, но и за клевета прости има судови, има функционерите се тука да демантираат или да докажат дека е спротивното или да се презентираат во што подобро светло или да се коригираат, но во секој случај секој избран и именуван функционер би требало да биде потолерантен од обичниот граѓанин, во споредба со обичниот граѓанин, да биде потолерантен кон критиката која што доаѓа од страна на новинарот, без разлика дали таа критика е основана или може би е во рамките на одредена анализа, шпекулација или предпоставки. Јас следново би го кажал. Сме имале и со господинот Латас како новинар некогаш слични, некогаш различни мислења по одредени прашања, што е нормално, но една работа треба да се спомене дека станува збор сепак за многу искусен новинар на македонската, би рекол, новинарска сцена. И тоа што ме зачудува е недостатокот на реакција од страна на Хелсиншкиот комитет, од страна на СДСМ, од страна на невладините организации кои што беа под покровителство на Фондацијата Отворено општество и новинарските здруженија. Затоа што тоа што сум сигурен, таа експлицитна закана која што градоначалникот Костадинов од Струмица ја искажа кон новинарот Латас, да ја кажеше градоначалник од страна на ВМРО ДПМН, тогаш сите новинарски здруженија, сите Соросови организации, Хелсиншки комитет и не знам кој друг ќе реагира со барање на најжесток осуда. Ќе се бараше осуда, оставка и ригорозно казнување на тој градоначалник доколку беше од редовите на ВМРО ДПМН, кој да е. Ако такво нешто му се случеше на Орце Георгиевски од Кисела вода, на Тони Коњановски од Битола, на Кирил Пецаков или на Иван Иванов од Охрид или од Штип, тие ќе беа растргнати во 3 дена. Затоа хипокризијата во нашево политичко, би рекол, и општествено и новинарско општество ја гледам во тоа што некои општествени актери се селективни и лицемерни. Кога имате една политичка опција или представник на некоја политичка опција кој што кажал контраверзна мисла, одговор, критика, став
по одредена група во општеството, а истиот е припадник на ВМРО-ДПМН, тогаш имате најжестоки реакции и барање на ригорозна казна. А кога го имате градоначалникот на Струмица, што е респектабилна општина и е близок пријател до Заев, и кажува експлицитни закани кон новинарот Драган Павлович Латас за изнесено мислење, дали основано или не знам, но сега има молк на таквите организации. И затоа ценам дека самите новинарски здруженија, самите невладини организации со пропуштањето вербално и декларативно да побараат санкционирање на ваквите закани, создаваат двојни аршини кои што потоа ќе се вратат на некој друг, трет или четврт нивен колега новинар. И затоа сметам дека ваквото калкулирање не е добро. А што бил поводот за градоначалникот Костадинов ова да го каже, да бидам искрен, дали е самата фрагментација која што се чувствува во СДСМ Струмица или е можеби неизвестноста какви ќе бидат изборните резултати или насетувањето на изборен пораз го прави понервозен, може да е сето од ова, но во секој случај ништо од тоа не е доволно силен аргумент, ниту оправдување за на некого да му се заканиш со, условно кажано, некаква одмазда и загрозување на неговиот телесен или животен интегритет, затоа што тој упатил критика кон член на твоето семејство. Се повторува историјата, буквално кажано едно дежави е целото. Ако се сетиш, мислам дека најдобар пример на нереакција слична како ова беше изјавата на тогашниот премиер Заев и ментор, меѓу другото, на Костадин Костадинов, кој што знаеш како го нарече Боки 13, пред целата јавност, тој таков и таков, немаше, беше се сведена сеирџиство на хихи хаха, види го што кажа премиер, сериозен, во западна земја. Толку е оставка утредента, си се пакува, си фаќа, нели, остава тоа што треба да остави и си оди пешки на кај дома. И толку завршува со политичката кариера, не се случи тоа, напротив. Истото се повторува и сега, буквално кажано дежави на македонската политичка сцена гледам. Затоа сметам дека СДСМ треба да се преиспита. Немаше осуда, прости, досега нема осуда ниту од Филипче, ниту од кој било фактор, не па, да не одиме сивата еминенција. Во најмала рака тоа што може да го направат е да се оградат од таквиот став на Костин Костадинов, а мислам дека ќе беше многу принципиално доколку го осудеа, за да може да се зачува кредибилитетот за воиднина кога ќе се повикуваат на други случаи. И не само заради тоа дали им се допаѓа или не им се допаѓа некој новинар. Во името на сите новинари, бидејќи сега после измените во кривичниот законник, имаме и ситуација во која што и новинарите при вршењето на нивната работа се сметаат на некој начин и за службени лица. И сега ако новинарите се оние кои што ја демократизираат јавноста и се споната помеѓу јавноста и избраните именувани функционери без разлика дали се нивни критичари или се нивни аналитичари, тогаш сметам дека сите во фелата новинарство губат од ваквото дрско и опасно однесување на Костин Костадинов и од молчењето во СДСМ. Тоа молчење навистина ме загрижува. Се вратиме на една, да не речам, по-нормална тема, бидејќи она што се случува во Европскиот парламент, зборувавме досега за хипокризија, можеби ќе видиме повторно лицемерие доколку отиде работата како што не треба. Зборуваме за Европски парламент кој што е олицетворение на демократијата и човековите прави, која што институција најчесто реагира дури по фер од Европската комисија и останати тела, бидејќи таму навистина се гледа гласот на демократијата. Еве сега имаат шанса, да не речам, да покажат дека се навистина демократи, правични, ги почитуваат човековите права, многу мина ова го нарекоа испит за нив, да покажат, бидејќи зборуваме за една малечка земја, која што не може да ги има лоби врските на една Бугарија или Грција, кои што се долги години во семејството, нели? Но немаме ниту еден европратеник, меѓу другото, ти имаат многумина, но имаат и лоби групи. Како очекуваш доди натаму работата? Гласањето наближува. Како мислиш дека ќе помине целата работа? Ќе видиме ли повторно еден изблик на лицемерие, хипокризија, дволичност, како и да го наречем? По однос на извештајот за Македонија во Европскиот парламент, јас сите опции ги оставам ги сметам за можни.
најповолна би била опцијата да помине извештајот, бидејќи и самиот известител кој што доаѓа од групата на зелените не доаѓа од некоја би рекол пристрасна или продесна или конзервативна опција, и тоа му дава некоја дистанца идеолошка што го прави малку покредибилен. Сметам дека се потруди да биде во контакт со сите засегнати страни и во Македонија, и во регионот, и во самата Европска унија. Но исто така не би исклучил, бидејќи гледаме дека во Бугарија тоа стана и внатре политичко прашање, каде што владата има еден став, председателот на државата Румен Радев ја критикува владата дека е слаба и дека доживеала пораз во Комисијата за надворешна политика. Главната опозициона партија која што во Бугарија потсетува на германската АФД и вози радикално десно, прави уште по остри критики кон владата, па упатува и одредени навреди кон Македонија, и не би ме изненадило да се мобилизираат и да направат на некој начин да ги искористат механизмите, процедурите или лобирањата во Европскиот парламент за овој извештај да не помине воопшто или да не помине ваков каков што е. Но пак ќе повторам, и да помине извештајот ваков каков што е, и да не помине или да се измени, условно речено, со аргументите на силата наместо со силата на аргументите, Македонија е во добивка. Ако помине, ни се потврдува тоа за што се залагаме како самостојна држава, да бидеме рамноправно третирани во унијата на различностите, да се почитува и нашата идентитетска различност како македонци, а доколку не помине заради блокада од Бугарија или видоизменувања на текстот, тогаш на домашна сцена, па и во кај дел од европските пријатели, ќе имаме еден аргумент плюс на тие лековерни илузионисти кои што сметаат дека едно мало коригирање на преамбулата нас ќе не однесе во рајот на градините на Европската унија, да им покажеме дека тоа не е така наивно како што изгледа и дека барањата на Бугарија не се само заради некоја техничка корекција во преамбулата на македонскиот устав, и затоа треба сите да бидеме свесни дека уставот не треба да се менува со затворени очи. Ако Бујар Османи и Зоран Заев со затворени очи го подпишале договорот за добрососедство и прифатиле обврска за менување на уставот, тогаш народот ги казнил, а сегашната македонска влада треба да биде свесна дека има обврска таа грешка да ја поправи. Ние се трудиме колку што можеме таа грешка да ја поправиме, и гласањето или негласањето на извештајот во Европскиот парламент може да не биде во секој случај корисен момент кој што може да ни биде, да ни оди во прилог на нашата теза што ја имаме, а тоа е дека или ќе тргнеме кон ЕУ и ќе менаџираме одредени концесии и барања, но истите би ги поврзале со полноправно членство, а не наивно само со отпочнување на преговори, или ако веќе гледаме дека блокадите се пресериозни, има десетици нови барања слични на она кое што е јавно обзнането, тогаш барем ќе знаеме која е вистинската позадина што се крие зад позицијата на официјална Софија. Како гледаш на злоупотребата на она можеби најстара новинарска алатка или манипулаторска, која што се случува во моментов, како буквално кажано претеча една, се прави пат за она што може да се случи, во превод да се изгласа со сите нишани за Македонија, про Македонија, со многу векове идентитет, со македонски јазик и со сите работи, но се заткулисно се дава контекст, најстарата алатка новинарска, се дава контекст. Аха, ова се прави, да, но за да откако ќе се изгласа тоа, веднаш македонската влада да рече ете ни го призна идентитетот и ние ќе преминеме, еве веднаш ги гласаме уставните измени. Повеќе новинарски текстови со оваа конотација се појавија. Контекстот давање е многу интересен момент, нешто се случува, јас ќе кажам, аха, чекај, ќе најдам опција и ќе ги поврзам работите кои што се тотално не се реални, но еве, како гледаш на овој момент, имаме подготовка на една за можна победа, наречија како и да е на македонската дипломатија, држава, идентитетски морков и стап за отварање. Според мене тоа не би било, според мене тоа не е доволен аргумент за ние да имаме
да го обезбедиме да ја обезбедиме известноста на патот кон членството во ЕУ. Да се изгласа извештај за било која држава, Македонија, Албанија, Црна Гора, Србија, Словенија, Босна, Кипар, Бугарија, не знам кој да е, во одреден период од својот развој, каде што ќе се спомене идентитетот на таа држава, е сосем нормална европска цивилизацијска норма. Тоа не е некаков бонус и некаков подарок и нешто вон серијски извонредно постигнато, па ние да кажеме, во ред сега се изгласа многу вековен македонски јазик или идентитет во извештајот на Европскиот парламент и ние го отвараме уставот и повелете внесете се што ви душа сака и колку сакате. Сметам дека тоа треба само да биде, доколку се успее со овој извештај, да биде показател дека ако имате добро координирана дипломатска и политичка активност на премиерот, министерот за надворешни собранието, претседателката на државата, дека може да постигнете успех и дека можете направени груби грешки од претходните влади до одредена мерка да ги поправите. Но тоа одредено поправање не значи дека сте фиксирале се, туку треба да ја зачувате таа стабилност и ако веќе се одлучите да менаџирате некој комплексен процес како што е прифатеното барање за уставни концесии, тогаш да го правите тоа само со многу голема внимателност и сериозност која што ќе биде поврзана со стигнувањето до крајната цел на државата, а тоа е членството во ЕУ. Како добар познавач на работите, особено на Европскиот парламент, претпоставам ги следеше дебатите и она што се случуваше во комисијата, нели, за надворешна политика. Постои една стигма за европјаните општо, бидејќи, нели, после се што ни се случи како македонци и како држава, дека се вакви, такви, онакви. Ако некој го следеше она што се случуваше во комитетот, можеше многу добро да примети каков е односот на европските сериозни политичари кон бугарските оние, како да ги наречам, европарламентарци од преродба. Повторно имаме еден Костадинов, се врти околу Костадинов во моабетите, како буквално кажано претседателот на комитетот превртуваше со очи кога тие зборуваа, кога дигаа раце за говоранци, како мафта изјавите и на шпанските пратеници и на сите оние, условно кажано, нормални, реални европски политичари, кои што ги подценуваат, уште да не речем, ги исмејуваа бугарските европратеници, кои што во 21-виот век ставаат на астал нечи идентитет, нација, јазик и историја. Беше очебино дека тие, кај нас се создава сосема поинаква слика, Антонио, дека европјаните секогаш се држат едните со другите. Ова не е така работата. Многу добро знаат што се случува. Јас мислам дека македонското општество, новинарите, политичарите, но и секој граѓанин не треба да паѓаат во замката поведението на некои бугарски националисти да го поистоветуваат со сите земји членки на ЕУ или поведението на еден националистички бугарски европратеник да го поистоветуваат со сите европратеници. Јас сум сретнал голем број на пратеници и од националните парламенти на земји членки на ЕУ и европарламентарци. Верувајте, огромното мнозинство меѓу нив се разбрани, нормални, културни луѓе, за кои што прашањето на идентитетот прво го примаат како прашање со чудење. Зошто воопшто се отвара таа тема? Не е тема дали швеѓанинот се чувствува како швеѓанин или не е тема дали швеѓанинот смета дека данскиот јазик е помлад, постар од шведскиот. Не е никаква тема дали чешкиот јазик е постар од словачкиот или дали словачкиот има право да биде наречен за самостоен, независен, многувековен словачки јазик. Не е никаква тема дали португалскиот е помлад од шпанскиот и дали тоа дека Шпанија била поголема колонијална сила, Португалија може да биде самостојна нација, држава со свој идентитет. Се разбира дека може. И мнозинството пратеници што доаѓаат и од Италија, и од Шпанија, и од Германија, и од Шведска, и од други места, се нормални луѓе. Независно левичари, десничари, независно дали се левичари или десничари, ве почитуваат како човек кој што си има своји определби, идеолошки, национални, јазични, други. И затоа сметам дека
македонската јавност треба да биде внимателна, да не ја стигматизира цела ЕУ, дека сите во ЕУ се такви, дека сите во ЕУ не сакаат, дека сите не подценуваат, дека сите сметат, да не генерализираат. Таму да, има точно е дека има екстремисти во секоја држава земја членка на ЕУ и во Европскиот парламент, но тоа се можеби 1/10 или помалку од вкупниот број на пратеници. И самиот председател на Комисијата за надворешна политика Девид Мекалистер, кој што доаѓа од Германија и е дел од пратеничката група на ЦДУ, и јас ја следев таа комисија со внимание, гледам дека се чудеше и беше просто му беше неверојатно како може во 21. век некои негови колеги од Бугарија да поставуваат такви прашања за оспорување на нечив национален идентитет. Но човекот има самодоверба, е добро образован, знае да се почитува себе си, ги почитува и другите, и мислам дека таквите рационални пратеници како него се огромно мнозинство во Европскиот парламент. Имаме уште теми. За отворање мора да одиме со кусиот блок реклами, со нас е Антонио Милошовски. Останете со нас. Се враќаме во за или против, мој гостин Антонио Милошовски. Денеска се појави Антонио една интересна во наводници анкета, која што дава поразителни резултати во однос на евроинтеграциите и Европа и она што македонците, односно младите македонски граѓани го мислат на оваа тема. После се што ни се случуваше минативе години во наводници повторно благодарение на онаа мината власт која што направи се што направи, евроскептицизмот достигнува максимални можни граници. Само 41% од македонските млади граѓани имаат позитивен став кон Европската Унија. Ова е последица на сето она што се случуваше, но и да, и на Европската Унија која што меѓу другото не третираше и не третира онака како што е. Се менува работата, се менуваше дури и филмот и вокабуларот на Марта Кос, која што пред некое време кажа ова е билатерален спор кој што Бугарија и Македонија треба да го решат. Се појави Калас која што рече има механизми да се надмине, можеби пуштајќи план Б, нели вода или не, но работата како однос и резултат на она што се случуваше претходно е ова. Само 41% од македонските граѓани имаат позитивен став, чисто позитивен кон Европската Унија. Да. Сметам дека тоа се должи на еден јас, на една дискрепанца која што е создадена помеѓу декларативните ветувања кои што доаѓаат од страна на Европската комисија за проширувањето и перспективата за членство од една страна и од друга страна немањето на реални поместувања кон нови зачленувања од регионот. Ако се сеќавате, во далечната од денешна гледна точка 2003 година се одржа Солунскиот самит, каде што беше усвоена таа Солунска агенда и Европската Унија даде ветување за регионот дека приоритет е зачленувањето на земите кандидати од регионот како членки на ЕУ. Поминаа многу години од тогаш, гледаме дека не се испорача членството. Јас не викам дека земите во регионот немаат одредени недостатоци или потреби за унапредување на системското функционирање, но во секој случај, секоја земја од регионот е во најмала рака исто или подобро подготвена да преговара со Европската Унија во споредба со подготвеноста на источноевропските земји кога ги отпочнале преговорите за членство. И затоа сметам дека луѓето во Македонија веќе се заморија од таа дискрепанца, од една страна повторување на фразата ЕУ членство, а од друга страна немањето на резултати во тој процес. И да бидам искрен, тука има две групи на земји во самата Европска Унија. Едни земји каде што преовладува пријателскиот однос кон проширувањето, таква е Словенија, таква е Хрватска, таква е Унгарија, таква е Шведска, таква е Италија и многу други, сега да не ги набројувам, но има и земји членки каде што проширувањето на ЕУ не е популарна тема. И политичарите во нивните редови и во нивните дискусии во парламенти кои што ние за жал некогаш и слабо ги следиме,
тоа и отворено го кажуваат. Дека замислуваат Европа со 2 брзини, Европа со 3 брзини. Франција, Холандија. Да. Данска, па би рекол и дел од Германија, дел од Белгија, сепак се влијателни земји членки кои што викаат во ред може и на овој начин, но може и постепена интеграција. Не мора Македонија, Србија, Албанија, Косово, Босна, Црна Гора да добиваат полноправно членство, може да ги поканиме во прва фаза да ни се придружат во заедничка надворешна безбедносна политика, да учествуваат, но без право на глас, потоа да ги поканиме во друга област да учествуваат без право на вето, потоа да ги поканиме да има наблюдувачи во Европскиот парламент, но не мора да имаат право на амандмани или на поднесување на закони и така натаму и така натаму. Затоа сметам дека овој дел кој што сега го прави Европската комисија, планот за раст и преточен во реформските агенди, е исто и една алатка која што ќе биде како па би рекол амортизирање или премостување на тој период на институционална неподготвеност на самата Европска унија да прими нови земји членки, а заинтересираноста на ЕУ во целина сепак да ги одржи цврсти контактите со земјите од регионот и да има одредени релации мерливи со одредена финансиска, реформска, техничка поддршка која што гледаме дека се случува, но сепак мојата прогноза е дека прво во Европската унија треба да се случат реформи на самиот систем на гласање и одлучување, да имаме квалификувано мнозинство наместо едногласност, потоа треба да се случат реформи во самите институции. Не би можела ни самата Европска унија, а повеќе евроскептични земји членки тоа ни го имаат и кажано, одредени колеги парламентарци не ја замислуваат Европската комисија како комисија со 33 комесари. Од сегашните 27 додат на 33. И трето, самите евроскептици внатре во одредени земји членки сакаат да се смени методологијата на финансирањето и на употребата на европските структурни фондови, за да не испадне утре со нови земји членки, некои земји кои што навикнале да бидат нето примачи на одредени средства од Унијата, да останат без средствата кои што досега ги добивале во изминативе 10, 20 или 50 години. И затоа ценам дека во овој мандат на Европскиот парламент некој од овие реформи ќе треба да се случи. Доколку не се случат такви реформи, тогаш мислам дека ќе продолжи одолговлекувањето на полноправното членство, што не значи дека нема да има интеграција. Ќе има интеграција во заедничкиот пазар, интеграција во платежното поврзување во СЕПА, интеграција. Македонија минатата година го подпиша со Европската унија, министерот Моцунски го подпиша договорот за партнерство за безбедност и соработка во областа на одбраната. Ќе постојат такви интеграции, но нема да имаме нова земја членка со нов комесар, со право на вето, со сите права и обврски кои што ги има Словенија, Бугарија, Чешка, Словачка, Латвија или било кој земја од последното проширување. Дали доволен сигнал или да не речам можеби црвен аларм дека треба да направат нешто конкретно е и оној податок од анкетата која што ја споменавме, во која што се вели дека 46,5% од македонските млади не веруваат дека некогаш ќе влеземе во Европската унија. 38 сметаат дека тоа ќе се случи во некоја далечна иднина, а само 6,7% мислат дека тоа ќе се случи ни помалку ни повеќе во следниве 5 години. Значи, оптимисти реални се помалку од 7%, реални песимисти се скоро 40%, а 47 скоро насто велат никогаш нема да се случи тоа. Тоа е процент кој што ја одразува ова, би рекол, биполарна политика на различни изјави и различни дела која што доаѓа од Европската унија. Доаѓа тука, например, министр за надворешни работи од Шведска или од Италија или од Австрија или од Хрватска и вика ние во вас гледаме идна земја членка на ЕУ. И тој навистина тоа го мисли. Еве сега беше председателот на Хрватскиот сабор Гордан Јандроковиќ, тој тоа го изјави и го познавам и лично како поранешен министер за надворешни работи и знам дека тој тоа го мисли и посакува регионот да биде во Европската унија. Но има многу негови колеги кои што се
влијателни на своји позиции во разни земји членки на Европската унија, кои што не гледаат така на Западниот Балкан и сметаат дека не мора да се брза. Данската министерка која што го презема меѓу другото председателството изјави дека Украина е најдобриот кандидат во моментов. Данската министерка во средбата што ја имавме ни кажа дека војната на Русија против Украина е катализатор на зголемувањето на интересот за процесот на проширување на ЕУ. Тоа значи дека на некој начин индиректно признание дека данската надворешна политика или политиката кон проширувањето на ЕУ до пред војната во Украина не го имала процесот на проширување како приоритет. Напротив, гледала како на нешто без кое што се може или би требало да се одолговлекува. Сега со војната во Украина, Данска ја менува незината политика, но тука ја вклучува и Украина, што самото проширување го прави уште покомплексно. Ако вие не сте спремни да ги примите Црна Гора, Србија, Албанија, Македонија, Босна и Косово, како помали земји, тогаш како очекувате Франција или Белгија да бидат спремни во тројот друштво да ги додадат и Грузија, и Молдавија и Украина? И тоа е веќе уште покомплексен пакет и затоа ценам дека процесот на проширување во следниот период ќе се движи помеѓу повеќе интеграција, а помалку членство. Самата декларација која што се усвои во Блед, кога Словенија председаваше со Европската унија, беше сигнал дека две земји членки побараа зборот enlargement, проширување, да биде заменен во декларацијата со зборот integration, интеграција, односно вклучување. Земјите да бидат интегрирани во политиките на ЕУ, но да не бидат полноправни членови. Колку уште еден податок зборува дека многумина ги подценуваат младите во Македонија. На прво место, според нив, за неинтеграцијата што не се случува во Европската унија е корупцијата, но 61% како втора пречка за она што не се случува ги наведуваат моментите на билатеризација на процесот, односно на евроинтеграцијата, она што за што Македонија е, мислам што би рекле, еклатантен, очебиен пример како некоја земја 20 години, која што има меѓу другото 16 години препорака од 2009-та ја добивме чинам првата од Европската комисија, седи на истото тоа место без да отпочне воопшто преговори, значи 61% велат од горкото искуство со Грција, сега со Бугарија, дека билатералните спорови и проблеми се причина за таму каде што сме. Па мислам дека младите се прилично образовани и добро информирани, дури и подобро од нас. Ако ние сме морале како политичари или како новинари да имаме лична или архивска меморија што и кога се случило, кога сме добиле препорака, не сме почнале преговори, денес преку едно прашање до ГРОК или до вештачка интелигенција добивате и преглед на станите и точно е тоа дека првата препорака да ги отпочнеме преговорите со ЕУ беше во 2009 година, но Грција го блокираше тоа долги години. Потоа следуваше Франција, потоа и до ден денес Бугарија. И затоа сметам дека таквиот однос реално создава скептицизам кај граѓаните во Македонија, но истовремено и граѓаните во Македонија препознаваат дека главниот проблем не е некоја реална тема, туку главниот проблем е билатерализација на одредени имагинарни, рационални или нерационални спорови. И сега имате земја членка на ЕУ, како Бугарија, која што вика историската комисија треба да утврди што нечив предедо бил, служел, учел и чива униформа носел, за да може оваа генерација денес да размислува дали ќе биде членка на Европската унија утре. Значи, кога иднината на проширувањето на Европската унија е заробена во историските читанки од минатото, тогаш веќе се губи релевантноста на копенхашките критериуми. И затоа Македонија треба да биде внимателна, да си ги прави реформите за себе, да инвестира што повеќе во приближувањето кон ЕУ во овој процес на интеграција и реформска агенда, да ги задржи сите цврсти партнерства и врски и со земјите членки на ЕУ и во регионот, но да не биде лековерна
и да прави многу големи, болни и тешки концесии со наивно верување дека тоа преку ноќ ќе не направи полноправна членка. Ти благодарам што беше мој гост. Благодарам. Ми беше чест. Благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.